Ние како развојна банка, како што напоменав, имплементиравме неколку инструменти со кои сакаме да ги поддржиме компаниите и да зголемиме пред конкурентска способност. Некои од инструменти ќе ги напоменеме во оваа пригода, како што се извозното кредитно осигурување, извозниот факторинг. Знаеме дека во време на криза меѓународната економија се потешко се одвива, ригорозни се правилата, нашите извозници се соочуваат со големи проблеми, со цел да, да може да пливаат во тие меѓународни во водите на меѓународната трговија. Не се битни само квалитетен производ, ниска цена, него и условите за плаќање. Она што сега актуелно во меѓународната трговија е дека странските купувачи се повеќе ги бараат производите и услугите да ги користат на одложено плаќање. А знаеме дека извозните компании, пред се македонските извозни компании, не се во состојба да имат преговарачка моќ да испреговараат да добијат авансно плаќање или добијат соодветен инструмент за обезбедување на тоа побарување. Во услови кога македонските извозници продаваат на одложено, се изложуваат на одредени ризици, пред се ризици да не може да се ги наплатат своите побарувања од извозните трансакции. Во такви случаи, извозното кредитно осигурување ги поддржува да бидат похрабри и посигурни во пласманот на своите производи и услуги. Што значи тоа? Значи, доколку некој од македонскиот извозник извезе соодветен производ или услуга со одреден рок на плаќање, при тоа не добија авансно плаќање, он има ризик, се соочува со ризик да не може да се наплати своето побарување. Во тој поглед, инструментот кредитното извозно осигурување ги амортизира, односно ги минимизира ризиците со кои се соочуваат извозниците од евентуална ненаплата на своите извозни побарувања од извозните трансакции. Што значи тоа? Дека МОАПР преку инструментот извозно кредитно осигурување им овозможува осигурување на наплата на нивните побарувања од комерцијални и политички ризици. Со други зборови кажано, значи се овозможува една сигурност на извозниците од евентуална ненаплата на нивните побарувања од странските купувачи. Всушност, со овој инструмент се овозможува еден похрабар, посигурен настап на извозниците на странските пазари. Зашто го велам тоа? Затоа што доколку нема авансно плаќање, нема одреден инструмент за обезбедување на наплата на побарувањето, тогаш македонскиот извозник може да си осигура своето извозно побарување доколку ради проблеми одредени, како на пример неликвидност, X други причини, странскиот купец не може да го плати својата врска према македонскиот извозник, тогаш Македонска банка за поддршка на развој ги обештетува извозниците. Значи, бенефитот од овој инструмент е дека компаниите имат еден похрабар, посигурен настап, им се возможува посигурен настап на странските пазари со цел да најдат и нови купувачи, да влезат на нови пазари, затоа што кажавме кризата си го направи своето, постојните купувачи ги намалуваат нарачките, извозниците се доведени во ситуација да мора да барат нови пазари, нови купувачи со кои немаат искуство како плаќаат, немаат добри релации, затоа овој инструмент е многу корисен и со тоа им се зголема конкурентската способност на нашите извозници за настап на странските пазари. Надоврзувајќи се на овој инструмент кредитното осигурување и слушајќи ги потребите и проблемите со кои се соочуваат македонските извозници од перманентно недостаток на обратен капитал, перманентно влошување на ликвидноста ради помалите продажби, потешкотиите во наплата на побарувањата, Македонска банка за поддршка развој на почетокот од 2012 година го воведе инструментот извозен факторинг. Што значи извозен факторинг? Значи тоа е финансиски инструмент всушност кој овозможува финансирање, краткорочно финансирање на извозниците преку откуп на нивните побарувања. Всушност извозниците кои што продаваат на одложено со одреден рок на плаќање, за да дојдат до обртни средства без дополнителен колатерал, Македонска банка за поддршка развој ги откупува тие побарувања странски купувачи, значи добиваат финансирање краткорочно за нивните тековни потреби, се со цел да може да бидат конкурентни на странските пазари. Она што е битно, сакам да го напоменам, како придобивки од извозниот факторинг за извозниците, пред се се намалува проблемите со неликвидност, недостатокот на обртен капитал се надоместува, се забрзуваат бизнес циклусите, се зголемува конкурентската способност на извозниците и со тоа се зголемува развојот и развитокот на македонските извозни компании. Она што сакам да го напоменам во оваа прилика е дека од почетокот на оваа година Македонска банка за поддршка развој има склучено со 15 фирми извознички од различни бранши, договори за факторинг, компании извозници од автомобилска индустрија, винската индустрија, хемиска, прехрамбена, текстилна и така натаму. Преку факторингот, сме поддржали извоз во неколку земји. Извоз на македонски производи и услуги, извоз во Романија, во Полска,
Хрватска, во Германија, во Франција, во Словачка. Руен од Кочани е предпријатие кое беше приватизирано во 2004 година. Со доминантно странски капитал. Произведуваме автомобилски делови, потесни тела, квачила и ламени. Најголем дел од нашето производство, или доколку сакате, речиси 95% од нашето производство е наменето за износ. Нашите производи ги пласираме речиси во 20 земји широм светот, распространети речиси на 4 континенти. 2008 година исто така година кога за прв пат почнавме да соработуваме со Македонската банка за поддршка на развој. Соработката најпрво почна преку обезбедување на информации во поглед на бонитетот на новите клиенти кои произлега од новоосвоените пазари. Потоа банката почна, како што Дарко објасни, да врши извозно кредитно осигурување на нашите побарувања, кое за нас, морам да потенцирам, беше доста значаен инструмент, бидејќи, знаете, во време на економска криза осигурувањето ни даваше одредена сигурност во наплатливоста на нашите побарувања, а од друга страна пак и преку долгогодишната соработка која имавме со Тутунска банка ни овозможи и префинансирање на самите побарувања. Во декември 2011 исто така подпишавме договор за факторинг аранжман со Македонската банка за поддршка на развој и мислам дека бевме едни од првите во Македонија кој еден таков договор подпишаа со банката. Така да можам да кажам дека на некој начин банката беше активен учесник во реализацијата на таа наша стратегиска определба за проширување на нашите пазари. Новите клиенти кои произлега од новите пазари се клиенти за кои ние добивме позитивен бонитет од страна на Македонската банка. Побарувањето од истите тие клиенти беа и се уште осигурени од страна на Македонската банка и во најголем дел се и финансирани преку факторинг аранжманот кој го имаме подпишано. Ние нема да престанеме тука, заедно со Македонската банка продолжуваме со презентациите на сите и кредитни линии и користењето на сите оние поволности кои што се во рамките на Македонска банка за поддршка на развој, исто така во рамките и на новата кредитна линија преку Европската инвестициона банка ќе направиме промоција. Промоцијата ја правиме не само во главниот град, туку и во регионалните комори на територија на Република Македонија.